Не очекувајте вашето дете да биде како вас или онакво какво што вие сакате да биде. Помогнете му да стане не како вас, туку како себе си. Има кажано познатиот полски педагог Јануш Корчак. Би дополнила единствено дека соодветното образование и воспитување на едно дете има услов да го зголеми просперитетот на една околина и тоа во големи рамки. По тој повод, со мене, мој соговорник денеска е Марина Ѓоргиевска, дефектолог во едукација М, училница која оваа година полни точно една година од формирањето. И сега, најпрво како дојде до идејата за формирање на една ваква училница едукација М, која потребно да нагласиме дека се занимава и е посветена во работата на децата со категоризација? Долго време, пред да ја отворам училницата, бев вклучена во образованието, во редовниот процес на образование, најмногу во предшколска возраст, како и во одделенска настава. И додека се среќавав со сите тие деца, видов дека условите во кои што го изведуваат образованието не се баш на завидно ниво и покрај законот за инклузија кој кај нас е донесен многу одамна, се уште не се направени услови за вистинска инклузија. И покрај тоа што наставниците многу се залагаат за да ги исполнат сите обврски, да ги задоволат потребите како на здравите деца, така и на децата со потешкоти во развојот, сепак на децата им треба подкрепа или од стручно лице, или за жал кај нас најчесто и од родител, заради финансиите кои што треба родителот да ги издвои за да го покрие стручното лице. За таа цел дојдов на идеја да отворам една ваква училница, што е прва во Битола, приватна училница, покрај другите државни установи кои што се на располагање во Битола. И видов дека за жал или за среќа има многу интерес. За среќа зашто добро е да има некој кој би им помогнал на овие деца, за жал се повеќе се зголемува процентот на лица со посебни потреби, посебно на деца со аутизам и аутистични елементи. Бидејќи во вашата училница доаѓаат деца од предучилишна возраст? И од училишна возраст. Од предучилишна и од школска возраст. Пред било што да се разговара подетелно околу тоа како се изведува на некој начин таа едукација, каква е релацијата со родителите, со работката? До сега е на добро ниво. Значи, најпрво со сите имаме еден приватен, близок однос, зашто кога имаш дете со потешкоти и во развојот, малку е почувствителна тема. Јас искрено со секој родител сум како дел од фамилијата. Јас се осеќам дел од нивната фамилија, тие мислам дека исто ме чувствуваат и мене. Така да до сега не сум наидела на некое недоразбирање, за се имаме отворен однос, ако тие имат некоја потреба од мене или јас кон нив, некоја критика, без никакви лутења, сепак се работи за нивното дете и јас тука сум на располагање и покрај мојата струка, стално велам, родителите се најголеми стручњаци за своето дете, тие најдобро го познаваат и покрај тоа што немаат факултет кој што е соодветен, тие се најдобрите дефектолози, така да секоја нивна критика или предлог јас го прифаќам во тоа ми е првенствено за образованието на детето кое што јас треба да го понудам. Бидејќи постојано работите со деца и според која програма се работи и на кој начин се пристапува? Се работи со секое дете индивидуално. Освен кога има работилници или е желба на родителот да се работи во мали групи. Ниту просторните услови мене не ми налагаат да имам некои големи групи, но и во светските стандарди се практикува еден дефектолог да работи стрикно само со 3 деца. Така да група поголема од 3 деца се случува само за одбележување на некои денови, денот на Даун, денот на аутизам, за работилниците кои што се спремаат. Инаку се изработува, јас лично изработувам индивидуален план за секое дете, зависно од неговиот досегашен развој, дури не дојде кај мене, па
спрема потребите и спрема способностите кои што ги има детето и сепак повторно ќе кажам према желбата на родителот, зависно кој родител на кое поле сака неговото дете да напредува. Јас ги кажувам моите критериуми, моето мислење, меѓутоа сепак желбата на родителот е таа што треба прва да се почитува. Бидејќи ете една година работите, функционира училницата на едукација М, според вас, бидејќи сте во тој најблизок контакт и со децата со категоризација и со нивните родители, каква е општата култура кај нас, ете, конкретно во нашиот град во Битола, кога се станува збор за оваа проблематика? Бидејќи од една страна цел свет е насочен, насекаде, значи може да се најде. Да. Насекаде сме присутни. Сега, за жал, скоро во секоја фамилија и да може да се роди дете со потешкоти. Ако не со некоја тешка попреченост, тогаш барем со некој симптом. Во најмала мера со задоцнет говор. Сега сме сведоци дека говорот се јавува многу подоцна кај децата. До 3 години па едно 50% од децата не зборуваат чисто и добро како што зборувале нашите генерации. Веројатно тоа се должи на зачестеноста на интернет, на YouTube, на нашите професионални обврски како родители. Ама и покрај целата јавност што се насочува кон прифаќање и кон актуализирање на проблемот со инклузијата, сепак свеста барем во нашето општество не можам да кажам дека е иста како во странство. Америка, Германија, Австралија, барем за тие земји, Франција, каде што имам податоци. За жал, децата, веројатно родителите пред се многу немилосрдни и покрај тоа што скоро во секој одделение сега има дете со попреченост, не се децата толку добро прифатени. Има исклучоци кога децата се многу добро прифатени, меѓутоа и тоа да биде на училиште, сепак тоа не е во приватното време, кога детето треба да го пополни своето хоби, кога треба да се игра во игротека или во градинка или во парк. Многу од децата и од возрастните гледаат на овие деца со малку поголема резерва. Зошто се должи тоа? Веројатно заради што да сега не е толку актуализиран проблемот кај нас, не се правени трибини, не се родителите на здравите деца одблиску запознати со проблемот на родителот со дете со посебни потреби. Јас мислам дека треба да има пример трибини за животно искуство, да се прават заеднички работилници. Во моментот работевме на еден проект, баш изминатиот месец дена, заедно со 14 организации, вклучително и мојата, за инклузија на лицата со посебни потреби. Тој проект беше од USAID воведен со цел да се подигне инклузијата на ниво на Република Македонија. Кога го истражувавме проектот, видовме колку децата и младите се оневозможени во посетата на спортовите и на уметноста, на летни кампови, еднодневни екскурзии, значи тоа како од финансиска страна, што воопшто не им е достапно, меѓутоа и од страна на друштвен аспект, тие воопшто немаат ниту друштво. Да сакат еден ден, например, да додат до Охрид, дете со посебни потреби, нема свое другарче или младинец со посебни потреби. За младинците состојбата уште полоша. Буквално, освен дневниот центар, каде што тие се наоѓаат преку денот, немаат ниту еден друг издувен вентил, да го кажам, каде што би се здружили или би запознале некој друг врсник. А тука секако се става акцент и на интелектуалната мој кој што ја поседуваат, затоа што не мора да значи дека доколку имаат одредена физичка попреченост, дека интелектуалната моќ им е ниска. Така што многу пати знаат да изненадат на пријатен начин, вие тоа најдобро го знаете и знаат доста добро да се снајдат во социјалното обкружување. Што е она што треба да се направи? Ете, вие верувам дека постојано го правите тоа со вашите ученици, но ете родителите и оние други одстрана кои што доаѓаат, дека сепак, иако сега малку можеби нема да звучи пријатно, но сепак тие попречености не се заразни. Точно. Не се заразни, не префаќаат. Туку едноставно треба само да се прифатат дека некој функционира поразлично во општеството. Точно.
Јас имав една родителка и никогаш нема да ги заборавам нејзините зборови на дете со аутистичен спектар. Ми рече: Марина, зошто јас да мислам дека моето дете треба да се смени, а зошто да не се променам јас? Зошто да не е правилно неговото исклучување во некој сопствен свет, а да е правилно нашето постојана вклученост во овој свет? Така да веројатно не треба да има некој правила на функционирање во светот, барем сега кога дојде застапеноста толку голема на лица најмногу со аутизам. Лицата со аутизам немаат интелектуална попреченост, дел имаат, дел немаат. Меѓутоа, и да ја имаат интелектуалната попреченост, таа не е на некое големо ниво за да биде приметлива за останатото другарче. Во секој случај и да е приметлива, ние нашите деца треба да ги воспитаме дека треба да му помогнат на тоа дете, зашто тоа е исто како нив. Ако во прво одделение моето дете знае да брои, неговото другарче не знае, ниту моливот да го држи, па негово е да оди и да застани до него и да му покаже како, а не да му се смее, да го удира или да има веќе насилство и булинг во подоцнежните одделенија. Зошто јас соочена сум со тоа и ако од мали децата не ги воспитаме уште од предшколска возраст, кога ќе дојдат во пубертет, тогаш се многу немилосрдни. Тогаш нема шанса да го прифатат другарчето кое воопшто не е различно од нив. Значи, другарчето е способно да оди на одмор, да се дружи со нив, да ги изведува училишните работи, да оди на екскурзии. Тие не знаат дури ниту да навредат. Знаат да трпат навреди, ама имаат често сетило, буквално сите ги сакат. Ја стално велам, тие имат љубов, колку ние што не можеме никој пат да замислиме ни да имаме во нас. Не знаат да мразат. Ако ти мене ме навредиш, јас тоа ти го заборавам и ти враќам со љубов. Стално знаат да пуштат рака и веројатно треба да се стремиме на тој начин да ги воспитуваме децата од најмала возраст, уште од градинките. Тие се свесни за она што им недостига и она што го имат. И на некој, според мене, неконвенционален начин секогаш успешно се истакнуваат. Да, ги истакнуваат своите добри страни, да речам. Која станува збор исто така, бидејќи според Министерството за образование и наука е предвидена посебна програма. Така. Колку е тешко или колку е предизвик да се спроведи во наставниот процес? Вака, во наставниот Затоа што нели споменавте индивидуална настава? Да, меѓутоа во наставниот процес во редовното образование тоа е обврска на дефектологот. А реално во редовното образование на ниво на град Битола е вработен само еден дефектолог. Јас од лично сознание знам дека неа е малку комплексно за да ги опфати сите деца кои што се во конкретно во училиштето Свети Климент Охридски. Не е воопшто тешко да се изработи на програма за деца со посебни потреби, меѓутоа има малку потешкотија во имплементирањето, зашто не е работата само да се изработи програмата, условите да не се адаптираат воопшто. Тука прво треба да се пристапи кон архитектонски бариери, потоа обука на персоналот. Не може еден дефектолог да опфати 20 деца, да речеме, од едно училиште, не е физички возможно. Така да законот за инклузија е добар, меѓутоа мислам дека треба да има одредени промени со цел да се навистина да се направи добро образование за сите. Кога сме веќе кај аутизмот, состојба која што последниве 5 па и 10 години се провлекува во јавноста, ваше размислување, од каде потекнува ова токму кај нас, бидејќи Балканот и самата Македонија важи за држава каде што социјалното обкружување и социјалните релации се на високо ниво и не се дозволува така лесно да се индиферентен од една страна. А сепак во последниот период има зголемен број на деца токму кои се наоѓаат во оваа состојба. Вашите искуства што укажуваат? На што треба да се и да внимаваат ините родители при постапките? Малку комплексно прашање, зашто секој родител и секој стручно лице има различно мислење. Дефинитивно не постои една причина која што е причина за појавувањето на аутизмот. Генерално, аутизмот води генетски предиспозиции. Меѓутоа, денешниот начин на живење, ГМО храната, постојаното зрачење,
Во големо ниво интернетот, дали вакцините влијаат или не влијаат, тоа не можам да кажам, тоа е 50-50. индивидуално. Лично од мое искуство, значи 50-50, баш. Јас знам случаи каде што вакцините имале влијание, меѓутоа пак тоа морало да има некоја основа, да речам, генетска основа. Така да не постои една причина за да ние знаеме да се заштитиме. Веројатно единствено нешто што можеме да го направиме е во текот на бременоста да бидеме смирени, да внимаваме на храната, претходно да ги направиме сите испитувања кои што би можеле да дадат одредена насока, барем ете генетски испитувања, а другото се и на Господ. И јас, иако сум дефектолог, имам едно дете, знам дека ако се одлучам да имам друго дете, не постои гаранција која што можам да ја имам за да знам дали моето дете ќе биде или нема да биде со аутизам, така да. Тоа е тоа. Да. Останува само надежда на некој начин. Точно, мислам, во овие јас стално велам, децата со аутизам немаат големи пречки кои што би им наштетиле во развивањето во текот на животот. Кај нас малку треба да се сменат условите за да тие деца можат да ги добијат сите потреби кои што им требаат за да се развијат во едни здрави самостални личности. Секаде во светот децата со аутизам се третираат на исто ниво, младинците со аутизам. Тие формуваат фамилии, се работно способни, работат, се самостални, не зависат од финансиите на своите родители. Во нашето општество тоа е малку потешко, меѓутоа и здраво дете зависи кај нас од финансиите на своите родители до многу голема возраст. Така да, доколку имаме дете со аутизам, јас лично не го сваќам како хендикеп. Има стручни тимови кои што работат, има терапија која што може да ги подобри состојбите на аутизам, да ги истакни добрите страни на аутизмот, така да не е воопшто пречка за едно лице со аутизам да живее долг живот. Бидејќи ете и вие постојано сработувате со родителите, знаете какви се нивните врски со нивните деца и одстрана и вие како родител сепак, во последниве години исто така проблем е посветеноста на родителот. Точно. Кон децата. Се повеќе дали обкружувањето, дали начинот на живот, има многу фактори, иако ги набројуваме ќе е долго, но кој ете вие како дефектолог, улогата на родителот не мора детето да е во некаква состојба, да има некаква попреченост. И кај здравите деца. Точно. Веројатно треба многу да се работи да се истакне улогата на родителот за подоцна на возрастни години да нема проблем. Да има оформена една здрава личност. Па денес, за жал, дојде времето да секој родител мора да се бори за некоја финансиска стабилност. Лично од моја страна јас го гледам тој пропуст како родител. Зошто 90% од денот моето дете поминува време со неговата баба или на училиште претходно во градинка додека јас работам. Треба да се посветиме доволно време, меѓутоа треба да најдеме некој баланс. Значи, детето да не го осети недостатокот од родителската љубов, да ги пополнуваме сите негови празнини или потреби, но нематеријални, да не гледаме да го задоволиме детето на материјален начин. Макар 1 сат во денот да имаме слободно, без да бидеме уморни, мораме да бидеме со него и да поиграме, да научиме песничка, да изгледаме еден филм или само да го слушнеме што има да ни каже од текот на изминатиот ден. Да не се осети дека тоа е од повеќе, тоа ќе свати во текот на подоцнежните години зошто била нашата жртва да се работи, меѓутоа во текот на едно предшколска возраст или веќе рана школска возраст, детето не може да ги свати тие потреби. Јас колку и да се трудам на мојот син да му кажувам дека работам за да му возможам него се што му е потребно, тој на неговите 6 години тоа не може да го разбери, него му треба мајка или татко, родител пред се. Така да, совет за родителите да се потрудат да најдат некој баланс, зашто сепак финансиите одат и идат, а тоа што сега им го даваме на децата се влече низ целиот живот за да се оформи една здрава психофизичка личност.
Попладна го одбележувате роденденот на училницата Едукација М. Да. Како ќе биде сето тоа реализирано? Ете, и оние родители и оние дечиња би можеле да ви сконтактират и да добијат на некој начин стручна помош или стручна подршка, што многу би им значела околу воспитувањето и образованието, соодветната едукација на нивните деца. Овој начин на прослава најпрво го направив за радост на децата со кои што работам, меѓутоа и за охрабрување на родителите чии деца имаат потреба од работа со стручно лице, а се уште не можат да се охрабрат тоа да го возможат или да го признаат. Исто како што споменав, во соработка со организациите што го работевме проектот, конкретно со Розета Стоун, Училиштето за странски јазици и хуманитарната организација Утешител, решивме и покрај тоа што се уште проектот не е ниту одобрен, ниту финансиран, да почнеме од некоја поидовна точка. Да направиме инклузија на децата, зашто јас ништо не би направила ако би им организирала забава само на дечињата со кои што работам. Сепак тие, како што реков, треба да имаат сопатник, треба да имаат другар или другарка со кој што би го врвеле слободното време и надвор од мојата училница. Така да тие ме охрабрија и многу им сум благодарна за тоа и се надеваме дека еве со овај роден ден ќе започне едно заедничко дружење кое што би се провлекувало во годините напред. Марина, јас ви благодарам многу за вашето гостување во утринската програма Деница. Ви посакувам многу успех. Да има се успешни приказни во вашата училница. Па се гледаме на роден ден. Важи, добре дојдени сте. Почитувани, ние одиме понатаму со утринската програма Деница на телевизија Мега.